Здраво живо во град Натер. Вечерва во една посебна прилика, неколку дена во очечествувањето на светителот заштитник на градот Битола, Свети Нектарий Битолски. Нашиот поет и сограѓанин Панде Мануелов во една прилика запиша, тоа впрочем е објавено во неговата стихозбирка Битола љубов моја, да се љуби градот, градот да се љуби како Бог и Свети Нектарий што се љубат. Колку Свети Нектарий го љуби овој град, веројатно и не треба да прашуваме, затоа не може да стане збор, меѓутоа колку градот го љуби својот светител заштитник Свети Нектарий. Гледайте вечерва во град. Како звезда зороносна си изгреал на Атос, си го осветил Карејскиот скит. Те воспита градот Битола, оче наш Нектарие. Просветли ги сите што со љубов те чествуваат и непрестано моли се за сите нас. Слава му на Христа кој те прославил, слава му што те облагодатил, слава му на оној што преку тебе ни даде нам исцеление. Во соборниот храм на Свети великомаченик Димитрий, неговото високо преосвештенство, митрополитот Преспанско-Пелагонески господин Петар, во сослужение со свештеници и ѓакони од битолските цркви, отслужи божествена литургија по повод заштитникот на градот Битола, Свети Нектарий Битолски, на која покрај граѓаните беа присутни и градоначалникот, претседателката на Советот на општината и неколку советници од опозицијата и власта. Оваа година празникот за прв пат се слави заеднички со општината, откако од Советот беше изгласан Свети Нектарий за патрон на градот. По завршувањето на светата литургија, ја започнаа светата празнична литија со моштите на Светијагат Ангел Битолски околу централното подрачје, поширок сокак и назад до црквата. По литијата верниците му одадоа почит со поклони целив на двата битолски светители. Владиката Петар е задоволен од побројното присуство оваа година и се надева дека идните години присуството ќе се омасови, а тоа е возможно доколку се направат напори овој ден да биде неработен. Пошто е Свети Никола во Свети Николе и така натаму, веќе тие градови масовно ги прославуваат тие светители и тој ден е неработен за нив. Сметам дека и битолчани ќе соберат снага, ако треба ќе го одработат друг ден, тој ден патронот на Битола, преподобен Нектарий Битолски, ама тој ден да биде неработен. После црковните почести владиката Петар и градоначалникот имаа официјална средба во општината, што се однесува за неработниот ден. Градоначалникот рече дека ќе проверат дали е возможно законски тоа да се направи, бидејќи владата одлучува за работни и неработни денови. Во секој случај предлогот сериозно ќе го разгледаме и убеден сум дека ќе најдеме начин како тоа да го направиме за да дозволиме што поголема масовност на сите наши граѓани на овој ден да бидеме заедно. Желбата на владиката Петар е да се изгради за прв пат храм посветен на Свети Нектарий. Би молеле да биде во централното градско подрачје каде што и доликува, зашто од тука центарот е собиралиштето на сите и од тука треба да зрачи секако и духовното светило Свети Нектарий заштитникот на градот Битола. Одличен е предлогот. Јас уште денеска ќе ги задолжам нашите урбанисти да видиме, да најдеме една убава маркица за да изградиме еден храм на нашиот заштитник на градот, на Свети Нектарий Битолски. Градоначалникот смета дека со ова се става акцент на духовниот живот во Битола, во време кога живееме во свет на материјални добра. Мислам дека е време, конечно, после сите големи настани, турбуленции, транзиции, падови, морални падови, духовни падови на луѓето, навистина да го завртиме вниманието на нашите граѓани кон духовното живење. Нашите луѓе треба да веруваат во она што го сакаат, треба да веруваат во доброто, затоа што на крајот секогаш доброто победува. Убедени сме дека со овој потек, благодарение, како што кажа на владиката Петар и поддршката од Советот што имаме, започнува една страница, нова страница на животот во нашиот град, се разбира со голем оптимизам, дека сето ова ќе придонесе и материјалните добра да се зголемуваат на начин како што луѓето спонтано ќе си живеат. Нашиот град е навистина многу убав и мислам дека без овој дел беше некомплетен. Според владиката, битолчани ќе најдат пат како да му се одолжат на светителот, кој молитвено ја заштитува Битола и нејзините граѓани.
од житието на Свети Нектарий Битолски. Тој плод, нектар на послушанието и смиреноумието е божествениот Нектарий, кој е роден во Битола, митрополија на Охридската архиепископија, во епархија што сега се вика Пелагонија. Неговите родители беа богобојазливи луѓе и праведни пред лицето на нашиот Спасител и Господ. Вие сте со Град на Тера во живо, зборуваме за преподобен Нектарий Битолски, од лани и службено, барем според одлуката на локалните власти, односно на Битолскиот совет, светител заштитник на градот Битола. Со мене вечерва во студиото, со особена чест и задоволство, ви го представувам неговото високо превосвештенство, митрополитот Преспанско-Пелагониски, администратор австралиско-новозеландски господин Петар. Велам Преспанско-Пелагониски, слушнавме дека во времето кога Свети Нектарий живеел, епархијата се нарекувала Пелагонија, веројатно времето е сега, така се вели таму и не е многу сменето. Меѓутоа, толку години потоа, што ние денешните верници правиме за да го сочуваме споменот на Свети Нектарий? Мислам дека е неопходно потребно да ги негуваме традициите на нашата света црква, да се свртиме кон нашето богато духовно минато, што представува за нас, македонците, и пошироко за сите кои живеат православните на овие наши простори во нашата Македонија, значаен духовен и религиски и религиозен живот од кој практично ќе зависи и обстојот на сите луѓе, не само во нашава земја, туку и пошироко. Имаме големо задоволство и голема среќа, да речам, што од нашиот град, од Битола, израснал овој голем светител, заштитник на градот Битола, Свети Нектарий Битолски, како што беше веќе спомнато, дека тој е оној нектарот, тоа е најубавото нешто што го дала Битола. Битола го воспитала, како што пееме во неговиот тропар, но ние на тој наш заштитник на градот Битола треба да му се одолжиме, а одолжувањето кон светите луѓе, кон светителите, кон заштитниците не се состои во јадење и пиење материјално или прејадување и опивање, туку во усогласување на нашиот живот со нивниот живот. Поточно речено, да се ги уподобиме нашите животи, како што светителите ги уподобиле или ги сообразиле своите животи со животот на Христа, нашиот Спасител. Зашто основата врз која ние зидаме духовно е самиот Спасител Господ Исус Христос. Тој е главата на црквата, а ние сме неговите членови. Па во таа смисла сметам дека должноста наша е да поработиме заеднички сите, најнапред да се запознаеме со животот и делото на Свети Нектарий Битолски, но истовремено и ние да се потрудиме она што го проповедал Свети Нектарий Битолски и посебно она што тој го потврдил, го посведочил со својот живот, тоа ние исто да го сведочиме во денешно време. Живеел во тешко време, тоа е времето на Отоманската империја, тоа е времето кога агаријаните насилно влегувале во нашата земја, плячкосувале, уништувале, грабеле, уривале црквите се во тоа време сите во Битола, за која се знае дека имала 100 цркви урнати и нормално во тоа време заради вршењето на потурчувањето или исламизирањето на нашиот народ, врз темелите на тие цркви се изградени џамии и начинот на кој се сакало тоа памтењето на нашиот народ да бидат постојано во светињите во кои духовно се изградувале и растеле, сега заменили се со други
храмови на исламската вера и со тоа била целта за нивното асимилирање. Но еве, дојдоа други времења,